Добро, господин Пиковски, имате скоро 50 години кариера како пилот и како инструктор. Имате неколку професии практично. И последните случувања со МАНАВ можеме да ги третираме како високоризични. Но тоа така не ги третира ниту кривичниот суд, а можевме да видиме ниту пак директорите. Што навистина можеше да се случи? Говориме за човек со 50 годишна кариера во воздухопловство. Во цела ова ситуација, за среќа, не се случи ни еден инцидент. Зашто овој не се случил? Во тие 15 минути оној молк, активноста била таква да ни еден воздухоплов не би доведен во ситуација да биде проблематично по самиот воздухоплов, што е голема среќа. Меѓутоа, што можело да се случи, би ми требало многу време да ви ги објаснам сите тие сценарија и настани што можело да се деси. А да можело, можело. Оно што е најстрашно, зашто ова го третираат, овие момци кои што паднале тамо, мислам дека они не биле свесни што направиле. Тек ќе се освестат, кои ќе почнат да се вадат како се ова можело да се заврши, како тоа се третира во меѓународното право. И што е добро? Добро е што ние имаме сега едно големо наработчение и она што веќе еднаш го кажав, да тамо во таа сала, кај што они работат, постои едно многу опасно оружје, а тоа е микрофонот. И само ова би го спомнал, пошто веќе еднаш во една прилика и го кажав, тој микрофон ако дојде стручен човек, како на 11 септември, кај што влегол човек кој што знае да управува со авионот и го усмерува во тие згради. А ако влезе тамо човек, ако влезе тамо човек кој што знае како да ги наведува авионите и ги наведе еден спрема друг, ние имаме инструменти кои што ни даваат смерници што да направиме, али тоа е за 2 авиона. А што ако повеќе се најдат во тој круг? Доаѓа до карамбол. А сценарij има уште едно чудо, еден куп, меѓутоа ќе ни треба многу време сето тоа да се кажува и да се укажува, ал епилог на сето тоа е има Господ не погледнал и се завршило добро. Рековте има наравоучение. Верувате ли дека лекцијата е научена? Тука во оваа држава веќе никој не верува во функционалност на институциите и ова се покажа последната случка, последниот скандал со МАНАВ. Зошто сте оптимист? Оптимисте предпоставувам заради тоа што и Евроконтрол ја надгледува Македонија и македонското небо. Ние сме дел од тој систем. И појдете своето тело, и раката ваша десна или лева е дел како и ногата и една и друга, и да не кажем и за глава и зуб. Меѓутоа, ако останете без еден дел, тогаш вие морате на сето она што ви фали да работите. И ако нешто не се направи, ако не се отстранат овие недостатоци во контролата, а што е тоа што е недостаток? Недостаток е што безбедност во работата на контролорите. Значи, таму некои 3 парни брани, како што ги нарекуваат, се пробиени и луѓе влегле таму и ги ометаат во работата, што е недопустливо, незамисливо никаде во светот. Нешто што досега не се случило. Никогаш не се случило. Јас немам чуено дека некој влегол во контрола, чак и таму кај што владеат талибани едно друго, кај што е све допуштено да може да се работи, не влегол и не направил оваков упат. Пак напоменувам, мислам дека овие момци кои што тоа го направиле, они не се свесни што се тоа можело да проузрокува. Она што е загрижувачки и што мене лично многу ми смета е да Агенцијата за цивилна воздушна пловидба направила инспекција и оној извештај кој што го прочита директорот, нормално него знам дека не е негов навод, пошто не е стручен за таа работа да ја работи, меѓутоа неговите инспектори, она што го имаат речено дека они извршиле инспекција
deka ne našle nikakav naud, deka nešto ne je v red. I ušte davat primjedba zašto oni ne podnele prijava za ovaj incident. I tako, zavirite malko u ona pravo, nema potreba. A ti si dolžen, ako si te vesti brujat na site stanici za nešto što se slučava tamo, a ti ne reagiraš, togaš problema teka i tebe. A koji je problem? Ili nesi stručan, i nesi znaješ ta ravoda za koju što si tamo platen i opredelen, ili je nešto treto poprašanje, a to treto bi trebalo neko i da go nadgleda. Treba da dojeme do toga da vidime koji raboti u ti instituciji, koji se nivnite kvalifikacije za to rabotno mesto, na koji način došle. U avijacijata ne postoji ramkoven dogovor. Nitу партиска книжка. Никако. Само квалитетни луѓе. Во авиацијата паши Бозугот е забранет. Значи, тамо може само квалитетни луѓе, квалитетни како личности и како стручњаци во таа област да се наоѓаат и да работат. Соодветно квалификувани. Многу луѓе забораваат дека во целиот тој метеж и во авиација, во тој систем, некои 10 години јас работев додека постојат тие три авиокомпании, Палер, Авиа Импекс и МАТ. И веројатно многу гледачи можеби ќе го препознаат мојот лик, сигурно биле, да кажеме, народски мои муштери, ствари патници кога јас сум ги превезувал. Сите тие 10 години стигнале тамо кај што тргнале. За тие 10 години работа во Македонија јас не сум слетал ни еднаш алтернативно негде, него секој тамо кај што сум тргнал. И сигурно ќе се сетат многу дека имавме многу немили летови. Големи несреќи имаше на почетокот на независноста. Да, баш од таа нестручност, затоа што ние почнавме, немавме кадрови и она што се случи во Палер, паѓањето на тој авион, не би многу да го коментирал, затоа што јас бев дел од таа посада, тој ден ги викна накнадно нив, мене не ме побара, така да не отидов со нив. И тоа е некој сплет на околности, не е само еден фактор, меѓутоа има повеќе фактори. Имаме фактори дека тој авион го одржуваше едни од најдобрите сервиси, Swiss Technic. Друго, времето баш беше доста сложена метеоситуација. Авион кој што има профил ламинарен, кој што не трпи било каков наслага на лед или снег на самото крило. И еден склоп од проблеми, мислам дека да околности и на крај мислам дека и фабриката никој пат не излезе и не произлезе што беше на вистина да. И јас сумјав на некои работи, меѓутоа сега не е време да ги изнесам сите тие Но добро, да. Поентата е таа, неквалификувани луѓе доведуваат до страшни несреќи. Втората несреќа се случи тогаш кога Авиа Импекс, кога падна авионот, тој ден, јас са бајле рано имав лет со Палер за Минхен. Кога дојдовме на аеродромот чека некои 5-6 авиона за полетење. Сложени метеоуслови, минимум за полетење. А на сето тоа, радионавигацијските инструменти не се во употреба. Они работат, меѓутоа требаше да се изврши калибрација. Заради лоши временски услови, калибрацијата не беше, она мора да се работи во визуелни услови, не беше извршена и заради тоа сите тие инструменти беа во умирување. И импровизирале практично. Чекавме, може би повеќе од саат време да се добие она што треба да се добие минимум од минимум, за да можеме безбедно да полетаме. Ништо не се случуваше. Беше одговор и во она директорот на Палер, Вања Битољано, и он е темница, ладно, снег, врне од сите страни, он се појави негде на аеродром, дојде да види што се случува тука, ако треба да биде од некоја помош. И во разговор ја му рекол дека денес какви се условите не е за летање и дека е многу рискантно да се преземе било каков лет. И дека моја одлука е да денес летот го откажеме и не полетаме, што он ја поштуваше мојата одлука. И она кога им објавив на патниците дека за жал денес не ќе стигна тамо кај што тргнале, нормално дека многу беа, скоро сите беа незадоволни, ретко кој и многу ми приговорија, а она што им го реков беше подобро да седиш дома
ili v hotel, zavisi kaj si prestojoval, i da gledaš sa toplo čajče ili kafence nador kako vrne sneg, a da ne završimo tamo negdje na neko livada, na neko aniva i da ne sobirati vodu od delčinjevo parčinje, kako to može da se desi. Jednostavno postojati neki minimumi za bezbednost. To ide nebe ispolniti i zato to je let i nego napraviti. Nekoj poletal, međutim, na kraju to loše se završi. Dobro, околу Манав да се вратиме, видовте дека скандалот се провлекува, дури имаше скандал и со изборот на нов директор. Тие не знаеле дека новиот директор требал да има надзор и контрола на летање и работно искуство од 6 години. Па прво именуваа еден, Меджити, за потоа да именуваат сепак друг директор. Цела ова збрка, мислам дека е непотребно да се даде било каков коментар. Како е можно да не знаат основни работи луѓе кои водат држава? Да не знаат на кој начин треба директор на Манав да биде избран? Много jednostavno, da, ki vi kažem, mnogo jednostavno što i našите gledači to može mnogo lesno da ga razvjerate, a to je, vi ste gospođa, domaćinka, така, i domaćinka se očekuje od neja da znaje svi oni работи пред секујната, да се знае да се сготви ручек. Кој вас е учил во тоа? Веројатно. Јас не сум домаќинка и не сум готвачка. Меѓутоа зборуваме за една нормална жена, која што нормално или нормален маж, би требало и мажите да знаат. Така е, некој мора да ве воведе во сите тие работи. Ако вие не знаете, тогаш мора да земете некој ментор да ве научи. Вие можете да ја водите државата, меѓутоа во поедини делови не морате да бидете баш онај специјалист, да ја знаете целата таа работа како она, меѓутоа можете да земете советник. А ако погледнете малце, секој министар, секој задолжен, он има своји советници. Мислам дека таму во владата немаат ни еден валиден или добар советник за оваа работа. И затоа све се работи, вреде, сето тоа може. Меѓутоа, никој да им даде совет, никој да им укаже на тие воздухопловни закони. Сите закони, секој го знае кој што учествува во воздухопловство дека се испишани со крв. И они не смеат да се менуваат, не смееме тек така да поменуваме по нив, ајде може и без тоа. Тоа го нема во авиацијата. И како да донесат одлука кога они едноставно не знаат, а и немаат каде да знаат, а немаат никој кој што ќе им посочи како тоа треба да биде. Па како тогаш би знаел? Така да не ги обвинувам за тоа, меѓутоа ги обвинувам затоа што не земале бар некој кадар кој што ќе им укаже. А како би знаеле дека треба да земат добар кадар? Како би знаеле дека има добар кадар? Како би знаеле кој е добриот кадар? Треба да имате предзнаење за да ги одберете најдобрите луѓе. Многу добро прашање кој што јас го поставам во последно време. Меѓутоа постојат организации, постојат луѓе во на време додека постоја тие авиокомпании, 3, на сите тие летови кај што лета премиери, председатели, министри, отприлике на едно 80 летови јас ги имам работено, јас ги летав. И сакале некеле во авиацијата, ние сме една мала фамилија, се знае. Се знае кој е добар и едно и друго. Она што загрижува, тоа е што еден комплетен познавач на целиот систем во воздухопловството е еден совраќаен пилот. Зашто совраќаен пилот? Затоа што ние во сите оние школување имаме додирни точки на сите луѓе кои што се вклучени во оваа работа. Од контрола на летање, аеродроми, служби за безбедност, за едно за друго, безбедност, само да кажеме, безбедност, но на време давна кога почнав да летам, на аеродромот со нас доаѓаше еден полицаец, полициска станица од град. Никој пат никакви ексцеси со нас си заминуваше. После некој време направија полициска станица на самиот аеродром. Сега тамо гарнизон, тамо се сега не знам колку служби за безбедност едно друго и што повеќе ги има, работата е по-проблематична. Од моите колеги знам дека во дирекцијата за цивилна воздушна пловидба повеќе од нив аплицирале и барале вработување. Луѓе кои што имаат знаење. Македонија има кадар, има луѓе, меѓутоа како никој тоа да не го интересира и тогаш и кога ќе се појават, ова едноставно одговорите нека фала не ни треба. Еве само ќе наведам
кога ја заврши својата кариера, практично пред време, ковидот не приземи, и викам, добро и доволно беше активно да летам, да возам, да превезувам патници. Се уште сум активен како учител, се уште учам. Работам и како инструктор на типот Boeing 737 и како испитувач на тој кој што дава верификација на оние кои што река дека може да продолжи со работата. На оние со партиски книжки не им дават? Не, тамо нема партиски книжки, нема. Тамо е летачка лиценца, со тоа што мојот подпис таму важи, е гаранција дека тој човек е безбеден и сигурен и дека во она задача да ги превезе патниците, може да изврши со потполна сигурност. Добро, и на крај да ве прашам, велите, вие сте мало семејство во авиацијата, се знае. Досега, во вашава скоро 50 годишна кариера, се случило ли со вакви ексцеси, говоревме дека ваквиот ексцес со контролата на летање во светски рамки не се случил, но ме интересира со партиските книжки, со именувања и на директори, и на инженери, и вработени и во Агенцијата за воздухопловство МАНАВ. Не. Ова гранка од индустријата такво нешто не трпи. И тие кои што го работеле или ако размислуваат пак истото да го работат, мора малку да размислат, затоа што и они летаат. А со тие авиони летаат и нивни мили и драги и би сакале да стигнат таму. А ако се мешате во работа во кој што не ја разбирате и не ја знаете и ставате, подметнувате клипови, тогаш може да се деси вие или некој ваш мил драг да не стигне таму. Без обзира дали ви е мил драг или било кој губиток на било кое човечко суштество е грев да не кажам злочин. Да. И тие практично на овој начин вршат злочин. За среќа се уште не се десило, меѓутоа ако се продолжи, лесно може да се деси. Јас благодарам за овој разговор. Молам. Во светот има околу 90.000 комерцијални летови секој ден. 90.000 летови кои мора да се пилотираат и водат безбедно и во сите временски услови. Добро ја знаеме улогата што ја имаат пилотите, но колкумина од нас ја знаат улогата на оние кои го контролираат воздушниот сообраќај. Нивната работа е една од најстресните во светот и нивната одговорност е огромна. Секоја секунда, контролорите на летањето ја имаат судбината на десетици, стотици, илјадници животи во своји раце. Тие работат на безбедни локации, недостапни за обичните смртници, што значи дека никој не може без да биде контролиран да влезе во контролните центри, а уште помалку насилно и во истите да предизвикува инциденти. Да не се случеше тоа што се случи кај нас, малкумина од нашите гледачи, освен аматерите на авиацијата, ќе се заинтересираа за оваа професија на контролорите на летање. Ние се обративме до Евроконтрол, или Европската организација за безбедност на воздушната пловидба, која е европска меѓувладина организација, основана во 1960 година со седиште во Брисел, каде што побаравме реакција на настаните во Македонија, поточно во МЕНАВ. Дали тие ја загрозуваат безбедноста на македонското небо. Да подсетиме, Евроконтрол има за мисија да го согласи и обедини управувањето со воздушната навигација во Европа, промовирајќи единствен систем за цивилни и војни корисници под услови на максимална безбедност, а при тоа минимизирајќи ги трошоците и влијанијата врз животната средина. Од прес-службата на Евроконтрол добивме краток одговор. Евроконтрол е меѓувладина организација составена од 41 земја членка, меѓу кои и Република Северна Македонија, и нема овластување на националните даватели на услуги за воздухопловна навигација. Според меѓународното право, обезбедувањето услуги за воздушна навигација на нејзината територија е под единствена одговорност на засегнатата држава. За таа цел
Државите формираат даватели на услуги за воздушна навигација. Во случајот кај нас тоа е МЕНАВ. Значи, одговорноста за безбедноста на македонското небо е кај македонските власти, а властите тоа значи владата и нејзините органи. Евроконтрол при тоа ни препорача да ги упатиме нашите прашања до службата на портпаролот на Европската комисија. Европската комисија ексклузивно за 25 минути за скандалот со МЕНАВ порача да се истражи насилството. Го читам нивното соопштение. Важно е назначувањата, именувањето во националниот давател на воздухопловна навигација и сродни услуги, како и кај други институции, да се засноваат на заслуги, квалификации и искуство. Подсетуваме дека Северна Македонија е посветена на спроведувањето на законодавството на Европската Унија за давателите на услуги за воздухопловна навигација. Тие вклучуваат одредби насочени кон обезбедувањето независност на воздухопловната навигација од државата и дека персоналот, особено контролорите на летање, ги почитуваат законските барања и дека обезбедувањето услуги ги почитуваат целите во однос на безбедноста, економската ефикасност, капацитетот и животната средина. Очекуваме, велат понатаму од Европската комисија, јавните власти веднаш да ги истражат наводите за фаворизирање при назначувањето во овие служби. Исто така, очекуваме јавните власти да ги истражат извештаите за несоодветно надворешно влијание и насилството врз персоналот што работи во МЕНАВ. Со други зборови, европските ставови за случувањето во јавните институции во Македонија се многу јасни. Брисел порача дека е важно назначувањата да се прават врз основа на заслуга, што би значило квалификација, вештина, искуства, неприпадност на партија или некои лични врсти. Тука се вклучува и гарантирањето на независноста на телото што е одговорно за воздухопловната навигација, а второто се однесува во поглед на регрутирањето и ангажирањето дека се исполнети правните прашања и дека човечките ресурси се користат на начин што ќе ги гарантира безбедноста и ефикасноста на самата служба за навигација. Значи, уште еднаш, Европската комисија ни испрати повик за одговорност, поточно укор за неодговорноста на властите и институциите. Амбасадорите на Европската Унија во земјата, како холандскиот или американскиот, се повеќе се директни во нивните укажувања на слабостите. Ова во период кога живееме во ритамот на еден скандал или афера барем по еден месечно. Од онкологија, до убиството на Вања и Панче, судскиот совет, сега со МЕНАВ, тие што имаат одговорноста на донесување на одлуки и кои ја водат или ја воделе државата, се можеби најодговорните за ваквите случувања и настани, кои кога ги гледаме од странство, нашата земја се повеќе и повеќе наликува за жална банана република, во која владе корупција и непотизам, во која демократските процеси и гласањето им служи на партиите само да ги запоседнат раководните позиции, а не да ја водат земјата и нејзините народи напред. Среќа што кавгата или тепачката, турканицата во контролниот центар во Скопје не предизвика човечки жртви, бидејќи доволно да погледнеме на нашите глави и да видиме дека македонското небо е едно од важните коридори на авионскиот сообраќај кој поврзува Европа со другите континенти. И токму преку тоа небо одлетаа многу наши млади во странство за да побараат подобри услови за работа, каде што ќе бидат ценети според нивните квалификации, а не според нивната партиска или етничка припадност.